Словеси наставиле си јазики к веру Божию, вели возвисиле си себе преблажене, к божественную и беспечалную жизнь. Чудеси просияви приступающим тебе верно, знамен ми преславно озаряй вечерню, сего ради божественную твою память, Клименте слави. Почитувани слушатели, како што кажав, денес гости се секретарот на Македонската православна општина Дејан Змејковски од Свети Ѓорѓи, а исто така отец Гаврил или игуменот Гаврил од манастирот Свети Климент Охридски од Кинглег. Ова наше интервју ќе го водиме по повод Свети Климент Охридски и патронот на нашата црква, нели, Македонската православна црква, а исто така и манастирот Свети Климент Охридски, кој се наоѓа на горната страна таму во планините. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Најнапред, почитувани слушатели, јас ќе го започнам интервјуто со секретарот околу активностите на Македонската православна општина, најстара општина, македонска општина во Австралија, односно прва општина во Австралија. Позната е по сите активности и многу значајности кои се. Само јас неколку ќе споменам дека ова општина, прва црква имаше 60-та година осветено, потоа првиот македонски центар беше исто така отворен на Гоце Делчев, како споменик беше донесен, манастирот Свети Климент беше 74-та купен и осветен потоа од 73-та, да. 73-та, 74-та веројатно го освете владиката Кирил, тогаш беше надлежен за Австралија. Сега меѓу другите работи јас би сакал со секретарот да зборниме околу пикникот кој ќе се одржи оваа недела, 10 декември, по повод Свети Климент, познате по името Гравчето. Да, право. Епа, како што кажа исто, значи на 8 е Свети Климент, али секоја година сакаме во најблиско неделен ден да го имаме пикникот, да го одржиме, затоа се одбра 10-ти, за сите да можат да се присутни на денот. Како традиција има останато да се спрема гравче за сите присутни и да се сподели на сите што се таму. И нас чест ни е да го славиме тоа и да го продолжиме, да кажеме. Така. Да. Колку граф е потребно, односно од прилика порано неколку души го правеа тоа, сега колку души го готват гравчето, колку казани да речеме или така? Има барем 3 казани си. 6 има барем. Грешка сум. 6 казани. Колку души го прават гравчето? Прилика, дали знаете? Не мора да се знае зборот, или пак ако знаеме некој име, па да му оддадеме благодарност на луѓето. Да, Даниела Кајмаковска, мислам, ова година од управата ќе го спрема, го организира. И таа колку жени му се потребни, таа си знае да си го спрема, да го направи. Ние од страна што можеме да помогнеме, ќе помогнеме. Нашиот да ги зеде. Да. Тоа е. Добро, покрај колку години, јас не се сеќавам, Дејан, не знам дали знаеш, колку години се сервира гравчето? Години... Ако имаш сознание, ако не, не мора. Сознание... Јас така ми дојде сега прашањето на памет. Има, мислам, од почеток ова е купено местото. Да? Дури и Ристо Алтен има сам спремено гравче кога немаше до тогаш. Мислам, сеќавање има од луѓето. Во долги сеќавање дека има останато пред 20, 30, 40 години колку има. Многу одамна е. Така.
очекувате да биде посетен манастирот, да биде манастирското место посетено? Да. Ќе за службата ќе зборуваме со отец Гаврил. Да. Вие што имате покрај гравчето? Покрај гравчето, ова година имаме Royal Band, ќе не посетат, со Татјана Лазаревска и Новица Василевски. Тие ќе дојдат и ќе, знаеш, кеф ние што ќе дојдат и на овој пикник и на наредниот што е на 28 јануар. И тие ќе се тука, исто и младинската група моја. Вие спомнавте дека Татјана и Новица ќе пеат доброволно. Да. Многу што ме подсети, фала, да. За овој пикник, да, доброволно ќе пеат и многу сме благодарни, да. Многу сме благодарни. Исто, младинската група моја организира за децата активности, таму на денот и... Активности, дали може некој да наброиме? Наброиме кима за тоа моја младинската група се организира. Ние, како пробаме да се работуваме со нив, му даеме подршка, тие уште немаме толку специфични како детали од нив, ама знам дека има активности за децата. Фудбал, топки, така, сладолед. Ке не изненадат, мислам. Ке имаме и кафе и благо исто така од страна за предавање и така ќе биде активно, мислам, и динамично. Добро, ајде кажете ми за другиот пикник, големиот годишен македонски национален пикник, нешто за јавноста, за нашите македонци овде. Да, тоа е на 28 сека година, значи имаме две пикници што се организираат преку Македонска православна општина со Мелбурн и Викторија. Тие се гравчето и второто е тој националниот пикник на македонски. Тоа е нешто ова година го спремавме и беше како изненадно дека направивме и замок за скокање, зедовме и некои работи други, што беа да малку да се разликува од гравчето. Сакаме гравчето да е посебен пикник и да биде посебен дека е за слава на Уште еднаш ќе светителот. прашам само за пикникот, за националниот пикник ќе има замок за скокање за децата? Да. Значи за вториот пикник. За вториот пикник, Добро. да. Да, и сакаме нешто малку поинаку да биде организирано, за да Така. се разликуваат пикниците, да не бидат исти, да имат нешто динамично и различно во нив. Ќе ни откриете? Да, за скоро ќе откриеме, да. Сега ќе ни кажете или ќе го оставите за... Пробуваме моментално исто и тезги да организираме со различни организации, да Така. имаме повеќе соработка, за да може да има македонците прилика што ќе дојдат на пикникот да видат што има во нашата заедница, што може да му се нуди. Што имаме ние, дека имаме многу, само треба да се организира. Да, точно. И затоа ќе пробаме тоа, наставуваме тоа да го постигнеме. Вие како секретар го носите големиот дел од товарот за организирање, за пишување, за информации. Имаме многу што помагаат од страна. Сите даваме помалку, сите сме добротворни. Наша организацијата е непрофитабилна и сите таму сме волонтери, така да сите си помагаме и сите даваме колку што можеме од себе. Така, јас не бев тука, бев во Македонија, се отвори и вториот македонски центар. Да, точно. Кажете ни нешто повеќе за луѓето кои не беа присутни или Да. што нудите, што нуди општината, вие како секретар. Да. Можете тоа да го изложите во јавноста, да знае јавноста Да. што можат да искористат или односно да видат, да направат. Епа во генерални црти нашата управа се грижи за црквата во Епинг, Heritage салата, Македонскиот културен центар, што се во Епинг, и плюс тоа манастирот во Кинг Лейк, кај што и припаѓа Месоранија парк, Да. местото. Македонскиот културен центар сега имаше свечно отварање, имавме гости од цела Австралија, дури и политичари не посетија, и во просториите има ресторан дел, има музеј, библиотека, има часовник, дел што училница дури да кажам, соби, простори за канцеларии и плюс има главна boardroom, што е за средби и За состаноци. За состаноци, точно, да. За колку, до колку души може? За состаноци собата, мислам 30 души комотни може таму да се соберат, барем. Моментално како пробуваме да организираме програма и да имаме пак, да речем, соработка со други
организации за да можеме просторите да имат во корист да се редовно за македонски. Да. Добро, тие се дел од плановите, наближува католичкиот Божик, потоа нашиот Божик, ве очекуваат напорни денови. Што планирате покрај овие големи празници? Еве Свети Никола, декември е месец на празници, Свети Никола, па Нова година и понатаму што во иднина планирате со општината? Епа на 8 Свети Климент, на 9 е Свети Ѓорги. На храмова слава е во Епинг, на 10 е пикникот, а потоа големите денови 25 е Свети Спиридон, на 5 мислиме Свети Наум и после Божик. Понатаму ние како општина покрај пикниците што ги организираме, исто така држиме комеморации за Гоце Делчев, Одбележување, да. Одбележување за Илинден исто. Сакаме да почнеме и за Anzac Day, да се собираме исто така. И исто така меѓувремено правиме други работи со организацијаве, пример ќе ти давам со моја младинската група. Има моментално хуманитарна изложба во културниот центар. Таа досега трае неколку недели и последна шанса ако некој сака да ја посети изложбата е оваа сабота сега од 6 часот навечер. Може да се посети, да се види изложбата, сликите таму се од егуменот Гаврил, што се од Австралија, од Македонија и секаде. И така, тоа ни е целта, сакаме да имаме заедничка соработка со другите организации, да имаме посилна заедница. Така, ме интересира за националниот пикник, тоа е по повод денот на Австралија, нели? На тој лонг викенд паѓа. Да. На тој викенд, да. Мислам заради тоа е Да, заради тоа е тогаш. Да, одреден тој ден. Бидејќи е денот на Австралија, каква е вашата соработка со политичарите, мислам општинската управа, не зборувам за црковната управа, каква е соработката со политичарите австралиски, имате ли контакти, соработувате? Па да, имаме контакт. Имавме многу прилика со отварањето на културниот центар. Се пристапивме со политичарите од двете страни на политичката, да речам, од цела политика и од двете страни, и левите и десните. Да. Моментално како управа сме поканати на 15 декември до Parliament House и таму ќе се видиме кандидат и сакаме да ги представуваме нашите потреби што се за македонците. Општината го организира тоа? Бевме поканети таму од политичарот, како се викаше, името ми извега, Еван Малхоланд не покани. Сакаше да ни даде чест дека го поканивме за отворањето и имаме прилика таму да се видиме и се сака ве кани како гости општината, нели, во парламентот, да. Гости сака да збора што ни се нашите потреби. Така, сакаме да зачуваме културата, јазикот, и да правиме што можеме. Интегрирање на Македонската православна општина во мултикултурното општество на Австралија. Времето полека си врви, уште нешто да додадеш, да испуштив јас да прашам? Мислам, се покриме, фала многу што не покани. Уште за Коледе сакав да прашам. За Коледе ќе организирате и тоа е можне значајно. Мислам свештеникот Климент тука на тоа организира. Свети Наум баш. Да. На 4-ти, 5-ти организира. Отец Климент тоа го организира. И децата се радуваат. Да. Иако не спаѓа отец, не спаѓа во христијанството, во верата православна, меѓутоа сепак е традиција долгогодишна, која е прифатена од народот. Во суштина тоа е пред вечериите на Божик, и сега тука малку го добило тоа назив Коледе, ама погласно малку за нета за таму на Фејсбукот. Да. Главната поента е да се славе Христос, раѓањето Христо. Сега раѓањето Христо нели секој пат е фиксен ден и не е можно да се падне во неработен ден.
И заради тоа, да речем, отец Климент организира на 5. мислам, јануари, на денот баш и на Свети Наум, навечер, за да може се соберат македонските дечиња, македонски родители да ги донесат, и така го прославуват раѓањето Христово и мислам и дека и дели пакетчиња. Така. Добро, јас ќе пуштам една црковна песна, додека само која ми оди сега, не знам. Ова. Добро. Това беше? Да. Започнеме. Добро, почитувани слушатели, бидејќи времето ни одминува, имаме уште 20 на минути, сакаме да го искористиме времето, покрај тоа и песничка да ќе си оди во позадина. Отец, вие сте игумен во првиот манастир во Австралија, ама и во светот, во иселеништвото. Големо име. Големо име, да, и името на Свети Климент е големо. Да, секако. Тоа е, значи, благодарение на активностите на македонскиот народ од минатото, кој што, пример, јас како наследник, како игумен на тој манастир сега, сум многу благодарен. И само на изборот на местото, прекрасно место, близо до национален парк, чист воздух, тишина, мир, а потоа и можноста за македонскиот народ да се црквува, кој што не е многу далеку од населените места на Мелбурн, а од друга страна и е прилично настрана за да можат и тишината на монашкиот живот и мирот да се запазат. И секако, нели, тука и Дијан спомна за пикниците кои што се организират да се соберат македонскиот народ, затоа што секогаш, особено во македонската историја, црквите и манастирите биле тие кои што го обединувале, го соединувале народ. Па порано знаеме дека повеќе народ идело, тоаш има една црна дамка во нашата историја овде во Австралија, кој што едноставно треба да залечеме. Ќе избришиме со гума. Со гума, со љубов. Со љубов, со разбирање, со помирување и на тој начин и да се повратиме да бидеме тоа што и некога сме биле. Макар да сега сме многу повеќе и можеме сега. И само треба сила и воля. Се не надевам дека така е и
И резултатите веќе покажуваат околу зближувањето на македонските православни верници и македонскиот народ заедно се вкупно овде во Австралија. Престојните празници, како што реков, декември, јануари се исклучително. Свети Климент 2 пати се слави во годината. Едниот е баш во четврток навечер и петок наутре. Всушност празникот на светителот или црковниот ден почнува од вечерната служба, од вечерта, и затоа по тој повед на 7 декември, во четврток навечер во 6 часот, ја се организира вечерна празнична богослужба, на која што се повикуваат сите верници кои што може да дојдат да го прославиме нашиот патре, нашиот светител, особено значен за македонскиот народ, Свети Климент, кој што кажавме, гледаш, каде да додеме, ние почитуваме со Свети Климент. И првиот манастир во диаспората и во Австралија воопшто во диаспората е посветен на Свети Климент. И редно е да му дадеме почит и на самиот манастир, и за нашите души. А потоа се приготвува, нели, и празнична трпеза на љубовта од избраните кумови од минатата година, и ќе се бират нови. А исто така, наредниот ден на 8 декември во петокот има празнична богослужба на која што еве сега се отворија вратите и на нас македонците. Затоа да комуницираме, да се движиме и да ни идат гости, така да поканете си свештенослужители од другите православни цркви, за заеднички да го прославиме Свети Климент. Особено имате соработка со Руската православна црква. Па да, тие и од порано, Да, заводбиркам, да. особено од кога сум јас дојден, најпрво тие луѓе ми се отворија и се почувствував како меѓу своји, посебно и тоа словенското наше не сближува, и празникот Свети Климент заеднички. Минатата година, минатиот празник беше гостин се протоере Ставрофор Михаил Протопопов, и во неговата пригодна беседа истакна дека Свети Климент е всушност оној кој што ги обединува сите словенски народи. Добро, отец, кој друг од тие народи го слават Свети Климент од православните цркви? Свети Климент сите словенски народи го слават. Ке се зачудиме дури и народите. Грците го слават? Тие не се словени. Тие сега почна да го слават Свети Климент, односно Свети Кирил Методи прво, а Свети Климент најмногу ние македонците го славиме. Треба ние да го славиме најмногу, да. Зошто? Бугарите го слават многу, што допринеле исто така, зошто, како... Зошто најмногу го славиме и зошто е патрон на нашата македонска света црква? Затоа што Свети Климент е наш македонец, кој што според точно не се знае каде потекнува, меѓутоа според неговото житие и житието на светите браќа, се смета дека потекнува од негде од источните краеви на нашата Македонија, бидејќи Свети Климент е ученик на Свети Методи, кој што бил пред да стане монах и свештеник и епископ, тој бил воен началник на Словенското кнежество кој се простирало северно од Солун до Брегалничкиот регион. И во неговото житие се вели дека тој уште млади години го следел примерот на својот учител Методи, кој што нели во тој период бил таму военачалник. А подоцна, нели, кога Свети Методи се замонашува на Олимп, Свети Климент исто така го проследува него. И секогаш бил со него, дури на моравската мисија се во Моравија, Панонија, денешна Чешка, Словачка, Полска. Так. Понатаму се враќа во Македонија, Кутмичевица, во Охрид. Точно. За неговото житие кој пишува Теофилак Охридски,
Теофилак Охридски Да, кој што бил архиепископ Да. на Охридската архиепископија и Свети Константин Кавасила, кој што бил исто така прво бил струмички владика, а потоа станал Охридски архиепископ. И тие пишуваат дека Свети Климент се вратил најпрво во Кутмичевица, во Охридско, Дебрско, таму некаде, и ја развил неговата книжевна дејност, кој што ја знаеме и неговиот манастир се уште постои, Свети Пантелеймон на Плавошник, кој што наше владика и неговото седиште таму. Да. Таму и првата школа, првиот, ќе да речеме, универзитет. Да. И кај што се Во кој е постар универзитет? Охридскиот или Волонскиот, овој што е? Болонскиот, да. Пардон. Па ние сметаме дека Охридскиот, затоа што Охрид е уште 9 век. Да. 9 век и сега таму се спомнува една бројка од 3.500 студенти, кои што во денешно време е импозантна бројка. Да. Нормално голема бројка, 3.500, да. А подоцна станува тој епископ Велички. А пред тоа бил учител или? Да, учител. Ќе речеме декан во денешен збор. Па, видите, јас кога бев сега во Хрватска, не знам дали забележивте, имаше кај глаголашите што се од Роч и од Хум. Точно. Таму има спомен, односно има катедрата на Свети Климент и студентите со седишта. Свети Кирил и Методи и Свети Климент научите точно до најстаро задржано традиција да се практикува глаголицата е баш таму, во Хум. Во Хум, да. И денеска постојат надписи, камени надписи на тоа место. Да, бев јас. И мислам дека доскоро се практикуваше глаголицата таму. Па се уште се одржуваат и најмногу споменици што имам видено и такви. Во тоа е нештото зашто реков дека најмногу, значи Свети Климент го празнуваат некако сите повеќе словенски народи, ама ние повеќе треба да го спомнеме затоа што најголемата негова дејност ја остава во Македонија. Во неговата Кутмичевицка област кај што бил учител и во неговата Дрембиско-Величка епархија кај што бил епископ. Тука се неговите творишта, тука се неговите живи дела, учениците кои што останале да проповедат, да го шират Словото Божјо. И затоа да речеме ние треба да му бидеме најмногу благодарни. И сме благодарни, ама мислам дека кои се од учениците познати имиња? Па Свети Климент и нам се непознати, горе Сава, горе Сенгелари, се споменува и Свети Лавренти, потоа има Константин Преславски или Брегалнички и така натаму. Ме интересира повеќе да зборувате за Свети Климент, повеќе за житието, значењето за нас македонците, неговата работа. За нас македонците тоа е најважно дека на наш малку историја за христијанската црква. Значи ние сите како христијани македонскиот народ, а како христијански народ е уште во времето апостолско. Свети апостол Павле, Свети Андре, Свети Лука, Тимотеј и многу од апостолите проповедат на нашата територија. Подоцна во 5 век, 6 век се јавува и архиепископијата на Јустинијан I, кој што седиште било во Таор, денешно село кај Скопје, неговото родно место. Ама Свети Климент е најзначаен за тоа што тој ни остава книжевност. Светите браќа Кирил и Методиј ја измислуваат првата словенска азбука, ќе речеме словенска и македонска, ќе можеме да речеме слободно, затоа што тие потекнуваат од Македонија. Потекнуваат од Македонија, азбуката е измислена во Македонија и е земено говорно порече од Македонија. Од Македонија, да. И
тие преведуваат и првите зборови се на таа азбука се божовни, ќе речеме, божни. Во почетокот беше Словото и Словото беше Бог и создадена за богослужба. Подоцна нивното дело го најмногу од сите го продолжуваат свети Климент и Наум. Свети Наум во основа, нели, манастирот Свети Наум кој што е сега, и тој се посветува на монашки живот, а Свети Климент на просветителски, учителски. И тој ги преведува останатите богослужбени книги за наша потреба, потоа не само што преведува, тој и пишува канони, пишува житија, пишува пофални песни за светители и дури во полно време се неговите дела се споредуваат со делата на Свети Јован Златоуст и од немање доволно научно истражување, дури се сметале дека биле дела на Свети Јован Златоуст, а Свети Јован Златоуст е еден од најголемите црковни поети и писатели во историјата на христијанството. Затоа велам дека Свети Климент има огромно значение за нас и огромна фигура во нашиот просветителен. Кога се збори за просветителство, пред се мисли за просветление со Словото Божјо, со Светиот Дух, со крштението, со христијанството, а потоа нели и со книжевност. И затоа тој е од огромно значение и целокупно. Значи, нивното дело понатаму се шири, односно на Свети Климент се шири повеќе како епископ, нели? Потоа тој откако бил избран за епископ, точно не се знае каде е неговата епископија, меѓутоа постојат неколку мислења. Едната е дека е Охрид, а другата е дека е Тиверопол, Струмица. Поверојността за мене е дека е Струмичката архиепископија, Струмиската епископија, пардон, затоа што се вели во житието дека седиштето, но тој често го сакал местото кај што проповедал, кај што ги основал своите учителски дејности таму. На негово место, меѓу време, кога тој станал епископ, доаѓа Свети Наум. Тој го продолжува делото и школото во Котмичевица. А Свети Климент станува епископ и тоа било поодалечено место. Така да тој често идел таму и кога доаѓал се одморал и уживал благодетите што ги нудело и местото. Зошто велам дека и во Струмица е затоа што постојат неколку запишани историски документи, дека е тој наследник. Се еден од тие Свети Константин Кавасел, кој што нели баш бил и епископ во Струмица, а и Свети Клименти, кој што тоа има една црква Свети 15 Европолски свештомаченици, кој што е базилика од четврти век. Да. Меѓутоа, за времето на Свети Климент таа е обновена како петокоробна. И глаголицата, иако се сметаше до сега дека Свети Климент е оној кој што ја измислува кирилицата, меѓутоа повторно со поновите подавајќи научни истражувања, Свети Климент не е тој кој што ја измислил, туку Свети Константин Преславски или Брегалнички, затоа што во Брегалници и во другите краишта на Македонија побрзо се прифаќа кирилицата, а во областите кај што делувал Свети Климент, Охрид и Струмица, до 13 втората половина на 12 и 13 век е задржано. Таму постојат преданија, има Климентов, јас бидејќи живеев и го истражував таму и теренот и некои така историски податоци, и Климентов пац, Климентов извор. Па во Охрид до сега имењата Климент и Наум најмногу посебно Охрид. Имате и направена изложба за глаголица во минатото. Да, тоа беше тука, тоа во Австралија. Да.
Па глаголицата е најсложеното, најмудрото глагол, како да Може кажем. треба пак уште една изложба. А може, зашто да не? Ние треба да се подсетуваме. Тоа е начин. Уште имаме 2 минути, накратко. Зошто е толку значаен за Охрид и Македонската православна црква? Зошто го избравме како патрон на МПЦ? Затоа што тој бил прв епископ од наш македонски род и Свети Климент се надоврзува на преданието на ситите 15 европолски мащеници и на Јустинијан Прима прв и Света апостол Павла и така на. Значи, заради тоа е Да. најзначајна... Да, и затоа што нели рековме дека тој неговата најголема просветителска дејност како свој без своите ученици, своите учители ја баш на македонска територија ја покажува. Значи, Македонија е богата со христијанството и со православието. Па е богата, тоа сите го знаат и ние треба да се разбудеме и да се вратиме на тие корени, кои што ги губиме за жал полека, моралот го губиме христијански. Да сега го зборам, Македонија е спомната во Библијата, меѓутоа од во денешно време многу малку од македонците ја читат Библијата. Многу малку од македонците и идат на црква и практикуваат црковните пракси и така. Добро, јас ви благодарам многу што бевте присутни и на вас како секретар на општината Дејан, и на вас отец, и покана на македонската заедница и верниците оваа недела во манастирското место во Свети Климент Охридски во четврток вечер по 6, петок наутро во 9 за богослужба и во недела на пикникот на Гравчето. Почитувани слушатели, тоа беше нашето интервју со отец Гаврил и со Дејан Змејковски, секретарот на општината. До слушање до четврток од 4 до 5 часот повторно со мене Ицо Најдовски.